Господин председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Моето писмено пратеничко прашање се однесуваше на тоа колку времени вработувања се имало во 2022 година во државното предпријатие АДА Елем и колку тоа го чинело предпријатието во 2022 година и исто така колку се планирале во 2023 вакви времени вработувања и колку финансиски ќе го чини ова предпријатие. Од она што го добив како одговор, слободно може да се заклучи дека СДСМ ова државно предпријатие го претворило во партиски штаб на СДСМ затоа што во него, верувале или не, вработиле во 2023 година 627 времени вработувања. Од одговорот што го добив, за 2022 биле вакви времени вработувања биле ангажирани 557 и тоа е чинело компанијата фантастични 247.644.065 денари, односно околу 4 милиони евра само за плати за 2022 за овие времени вработувања. Но тука не сте застанале, па во 2023 година согласно планот сте ги зголемиле овие времени вработувања за 70 и сте стигнале до бројка од 627 нови времени вработувања во АДА Елем, што ја чинело компанијата или ќе ја чини за 2023 година 387.897.422 денари, односно околу 6,3 милиони евра само за плати за оваа партиска војска. Од тие 627 партиски вработувања што ги имате во АДА Елем, дури 457 се времено вработени во РЕК Битола, почитувани. Замислете, во РЕК Битола оваа неспособна власт вработила една цела фабрика, една цела странска инвестиција што не ја донесоа во Република Македонија во овие 5 години, ја вработиле во АДА ЕСМ, односно АДА Елем, а 457 од нив вработиле во РЕК Битола, кој што не работеше цела година, работеше со еден блок, третиот блок, трансформаторот, никако да стигни. Ова е катастрофа што се случува со ова државно предпријатие, почитувани. Ова е најголемиот срам, а за ова предпријатие секој дневно се задолжуваме за да ги